Поранешниот градоначалник во општина Чаир, сегашен министер за животна средина, сам кажа: јас ги легализирав дивоградбите на Бујар Османи, браќата на Артан Груби изградија дивоградба и на многу други граѓани. Кој покрена нешто по таа негова изјава? Имено и ние не добивавме документи од општина Чаир, дури имавме и прекршачни казни за градоначалникот кој што не ни доставуваше документи. За сите овие дивоградби некој свесно прогледувал низ прсти? Да. Тотално едно лудило, затоа што вие морате законски да се приклучите на инфраструктурата на градот. Како може да ве приклучи ако сте дивоградба? Дали сме сведоци на длабока држава? Или држава во држава? Па не сме далеко. Овде нас ни треба една мација и градска дисциплина и на граѓаните. Затоа што граѓаните се оттуѓени од градот. И е срамно, поради нетранспарентност, ДКСК да завршува со пресуда на управен суд, кој што вели морате да ги дадете податоците. Значи, тоа е недозволено. И од овој случај ништо не научивме со сертификатите. Што беше еве за вас пресудно да останете тука, а не да заминете надвор од границите на државата, иако велите дека сте имали подобри понуди од ова сега? Затоа што во странство секогаш бил странец. Не само културолошки, туку и нема да се чувствувам дома. Како да се разбие мрежата што возможува да цвета криминалот? Случајот Данела Арсовска во битката против Ганију, градоначалникот на Чаир, отвара низа на проблеми, дилеми и прашања. Од друга страна пак, сведоци сме на уште една сомнителна афера, односно тендерот околу набавката на полициските униформи. Но овие прашања и дилеми ќе разговарам со Билјана Ивановска, поранешна претседателка на антикорупцијска. Господи Ивановска, случајот со дивоградбите во Чаир наидува на, веројатно, институционален молк. На што се должи ова недоследност во реакцијата на институциите, иако власта велеше дека нема селективно да реагира и дека секогаш ќе биде спремна да се справува доколку има елементарен сомнеж за криминал и корупција. Сметам дека тука и како има простор за постапување од страна на обвинителството. Треба сериозно да пристапи кон овој проблем, бидејќи дивоградбите во општина Чаир не се нешто ново. Впрочем, и ние сме имале предмети, дури имавме и кривична пријава поднесена за градоначалникот на општина Чаир, кој што, и тоа пријава, пазете, доставена од Државниот инспекторат за градежништво, кој што не можел да се справи како таков во општината и побара помош од Државната комисија. Не можел да се справи во смисла не добивал документи од општината. Имено и ние не добивавме документи од општина Чаир, дури имавме и прекршачни казни за градоначалникот кој што не ни доставуваше документи по други предмети. Зборам сега конкретно за предмет кој што беше дивоградба. Не ни доставуваше документи и чекавме подолг временски период за после тоа да добиеме одговор од градоначалникот дека објектот е изграден и ги исполнува условите за легализација. Ве молам. По тој предмет ние доставивме кривична пријава во обвинителството и сега неодамна, нели од кога почна овие настани со градоначалничката на Скопје, излезе во медиумите одговор од обвинителството дека тие постапуваат по нашиот предмет, дека градоначалникот им дал податоци за друга парцела и дека тие побарале помош од друга надлежна институција да утврди дали за која парцела станува збор. Зарем и тука нема кривично дело со доставување на лажна документација? Токму тоа сакав јас сега исто да го кажам. Дали, не кажа обвинителството, дали покренале друга постапка за градоначалникот за доставување на лажни податоци. Значи, пак ќе кажам, приказната со дивоградбите во општина Чаир не е од сега, таа е долга, дури на претходните парламентарни избори, ако се сеќавате, поранешниот градоначалник во општина Чаир, сегашен министер за животна средина, сам кажа: јас ги легализирав дивоградбите на Бујар Османи, браќата на Артан Груби изградија дивоградба и на многу други граѓани. Кој покрена нешто по таа негова изјава? Само лично признание пред цел народ на Македонија. Градоначалничката Арсовска достави низа на документи до обвинителството. Зошто не се реагира под допрен глас? Зошто нема институционална реакција на надлежните институции? Според мене мора и веднаш да има. Зошто нема? Можеби таму треба да го барате одговорот во обвинителството, тие дајте им шанса да се произнесат. Инаку сметам дека веднаш мора да постапат и дека ова е шанса да се расчисти со дивоградбите во Чаир.
Искрено да ви кажам, како родена чаирчанка, човек што сум пораснала во Чаир, мене срце ме боли за тоа се што е таму направено. И таква бетонизација и се. Чаир беше символ за зеленило, Чаир по турски значи ливада. Значи беше символ за зеленило, за убавина, за пространост. Сега се е тоа уништено. Каде води ова? Што значи овој молк, например, од извршната власт во однос на прозивките на градоначалничката? Дали всушност во случајот Ганију препознавате и помалку тактичност на премиерот Мицковски, имајќи во предвид дека од една страна во фронт со Дуи, опозицијскиот Дуи, а доколку отвори па нов фронт со неговиот коалиционен партнер Вреди, особено непосредно пред локалните избори, ќе се создаде дополнителна не само политичка криза, туку и подлабок јас внатрешен. Видете, ја не навлегувам сега во политички анализи. Држи се ова што викате, може би е така, може би не. Ако се замешаше премиерот, ќе речевме што се меша, независно е правосудството, треба само да си работи. По мене добро што не се меша и треба во независно да си работат и да си отворат преставки и да нема влијание. Заради тоа што во анализата што ја правевме за ризиците од корупција во правосудниот сектор се изјаснија, особено судиите, а и обвинителите, дека трпат влијание. Значи, добро е што не се меша извршната власт. Ако се мешаше, ќе реагиравме поинако. Меѓутоа, проблемот е, ајде овие да ги поттикнеме, тие да излезат, тие да си кажат независно, стручно, аргументирано. Дали постојат дивоградби? Постојат. Без разлика како излегла градоначалничката, без разлика дали рекол некој или не, да се држиме до фактите. Факт е дека постојат дивоградби. Факт е дека некој ги легализира. Факт е дека тоа е изградено после 2011. Ме разбирате? Меѓутоа, мене уште една друга дилема ми се врти во глава. Кога станува збор за правен статус на бесправно изградени објекти, некако сите партии се сплотуваат. Ако се сеќавате, во 21 година беше донесен закон за правен статус на бесправност, да го речам со еден збор дивоградбите, и тие заедно го изгласаа, иако ние во стратегијата препорачавме дека тој закон треба да се ограничи, дека не треба да се применува и слично. По скратена постапка пратениците го донесоа. Тогашниот председател не го потпиша. Ние во ДКСК организиравме дебати за дивоградби, како да се разграничат кои дивоградби припаѓаат на социјално загрозено население, кои се за обезбедување профит и така натаму. Дадовме низа препораки. Од тогаш поминаа 4 години. 4 години мукла, нема ни закон, нема ништо, а дивоградби се повеќе и повеќе. Дали сме сведоци на длабока држава? Или држава во држава? Па не сме далеко. Не сме далеко и треба многу енергија да се справиме со ова, можеме да се справиме, не дека не. Значи, кога се случуваат вакви допири на дното, треба да се направи одскок. Како ќе се направи одскок? Така што ќе се исчисти се тоа што не довело да дојдеме до тоа дно. Ако велите дека може да се справиме, зошто и кој го толерира ваквиот начин на функционирање? Видете, знаете што констатиравме и ние во ДЗР, меѓутоа што констатираат и меѓународната заедница, што констатира за нас, дека корупцијата во Македонија е навлезена во сите пори и дека треба многу силна политичка волја за раскинување на заднинските политички мрежи. Ова ви кажува се. Заднински политички мрежи. Меѓу кого? Меѓу политичките партии. Тоа се договори. Кој е најголемиот ризик од корупција? Силното политичко влијание. Договорите помеѓу партиите. Пазите, во клучни моменти, тие се заедно. Тие во клучни моменти се сложни калугери у петок што мрсат. Мислам да не се лажеме. Гледате по кривичниот законник, еве го законот за дивоградби и ред други, да не изборен законник. Значи, секаде каде што треба, се тука, кога се работи за интерес. Личен, партиски и слично, но не и за јавен интерес. Тука е проблемот. Господи Имановска, 4 милиони евра тендер за полициски униформи. Тендерот го добиле две компании, едната со само мало модно студио со 20 вработени, друга компанија која е формирана непосредно 20 дена пред повикот на тендерот, имали простор за сомнеш околу целата
целиот овој случај околу набавката, односно на повикот за тендерот за полициските униформи? Факт е дека секој договорен орган што ќе распише тендер, или тендерска постапка за јавна набавка ќе отвори за набавка на работи, услуги или било што, мора да се води од начелата кои што се пропишани во законот. Економичност, ефикасност, ефективност во трошењето на јавните пари. Значи, првен тука се трошат буџетски пари заради остварување на цели. Начело на транспарентност, на недискриминација и така натаму. И има едно начело, се вика начело на сразмерност. Ова начело е многу важно и не знам колку во последно време го почитуваат во целост договорните органи. Зошто? Затоа што за да се јави некој економски оператор на тендер, тој мора да исполни 3 услови според Законот за јавни набавки. Првото е дека има способност за професионално делување. Тој доказ се вади од централен регистар, значи чиста работа. Второто е дека е економски и финансиски стабилен и третото е дека има техничка и професионална способност. Пазете се. За да нема дискриминации такви работи, за да има да не се ограничува конкуренцијата, нели сите овие начела што ги набрав да се испочитуваат, законот вели дека договорниот орган мора да го испочитува само првиот услов. Да го мора, значи мора, но не го ограничува да ги почитува и останатите 2 услови. Вика може и да обезбеди економска и финансиска стабилност, техничка, професионална исполнетост и така натаму. Значи не го ограничува дека може да ги побари тие услови. И сега што сакам да кажам? Кога станува збор за нешто вака големо, тогаш почитувајќи го начелото на сразмерност, кој што значи дека тендерот треба да биде во сразмерност со предметот на набавката и во зависност од тоа да се бараат критериуми, услови, вработени, број на вработени, значи дополнително се што е потребно да не увери дека ние ќе имаме квалитетна и навремена набавка. Во овој случај, во отсуство на тие услови, се поставува таков ризик дека можно е со ниски капацитети на одбраните економски оператори да не добие Министерството квалитетна и навремена опрема за полицајците. Мислам, ние ќе видиме. Зборот ми е дека, иако законот не е прекршен, реално не е, побарано е тоа што мора, имале простор да побараат и тоа што ќе им овозможи да имаат појасна слика кој економски оператор го бираат за да им ги сошија униформите. Дали фактот што не ги побарале сите тие информации и детали? Создава ризик. Го поставува ризикот дали ние ќе добиеме квалитетна набавка. Создава ризик. Дилема се појавува во јавноста, кај сите. Но дали овде остава простор за сомнер за скриен договор? Тука има простор за работа, за финансова полиција, за истражување, за кои се можеби има други крајни собственици на тие компании, значи има сега можности за истражување колку сакате. Госпожа Ивановска, наскоро се најавува затворање на целата истрага околу случајот со пожарот во Кочани. Дали оваа трагедија е резултат на деценијска корупција, незаконски дозволи, ерозија на целокупниот систем? Токму така, мислам дека Кочани е најтешката лекција што ние ја добивме пред нас во времето во овие изминати 35 години. Значи, најтешката лекција со најтешки последици. Замислете колку години таа дискотека обстојувала, без почитување на сите пропишани правила за постоење на таа дискотека, односно кабаре, не било дискотека, се повеќе ги регистрираат како кабаре за да можат покасно да работат и тоа има финта. И од друга страна без никакви контроли, а дури се шират муабети дека во убавите времења дека таму доаѓале представници од позиција до опозиција, си го поминувале времето, така што знаете како е кај нас многу е битно каков печаток ќе се остави и се тргува со влијанието. Ако во вашиот локал влегува некој познат, не знам што, мокник, тогаш кој сме вас да ви прави контрола? Тоа е веќе селективност, знаете.
Зошто не се направени контролите? Зошто градоначалникот, кој што треба да знае што му работи во неговата општина, немал реакции претходно, не само последниот, и пред тој, и пред тој, и пред тој. Значи сите имаат подеднаква одговорност. Министрите за економија, каде е регистарот на тие ноќни клубови? Ние имавме, ако се сеќавате, покренавме таков предмет по собствена иницијатива, но имавме и преставка после тоа, па ги споивме, за скопските локали. Значи, ние тука откривме дека имате локали кои што имаат забрана за работење од страна инспекторите и тие продолжуваат да работат. Па кој им го дозволува тоа? Не разбирате? Значи, она суптилно влијание позадинско што го кажувате, е очигледно дека постои, ако е позадинско. Зошто не се извлекува поука после една ваква национална катастрофа во Кочани, па сега ни се случува случајот со Висар Ганију и Чаир? Значи, Не случајно ве враќаме малку назад. Значи, ние да бевме паметни од своите грешки да учевме, како држава млада, да речам, далеко ќе стигневме. Меѓутоа, тука е во прашање високите суети. А вие каде што имате високи суети и високо его, не очекувајте разум. Значи, потребен е разум, потребна е висока свест. Психолозите тоа многу едноставно го објаснуваат. Вика, или сте над линијата, или сте под линијата. Ако сте над линијата, вие сте со отворен пристап, слушате внимателно, го слушате соговорникот, едноставно го почитувате, преземате одговорност, си ги преиспитувате вашите ставови, не се расправате, дискутирате без да се карате. Но ако сте под линијата, тогаш, вие секогаш некого обвинувате, збарате кривци, некодошите, да не речам, кодошите не го озборувате повеќе, нели? Озборувате, го напаѓате гласникот и секогаш повикувате некој да ви даде потврда. Ова не е слика на нашето општество второ. Само си бараат кривци едни меѓу други, се озборуваат, си бараат потврда кај народот, со тврди ставови настапуваат без простор да се гради став врз база на аргументи. Ние кога ќе пораснеме над линијата, тогаш ќе учиме и од своите грешки и ќе бидеме на повисоко ниво на општествена свест. Управниот суд донесе одлука со која бара од ДКС да довозможи увид околу сомнителниот сертификат за англиски јазик на директорот на АНБ Бојан Христовски. Како е можно за ДКС да биде валиден сертификатот на Христовски за TOEFL од Пловдив, Бугарија, кога суд веќе осудил две директорки затоа што приложиле истаков сертификат кој е оценет како невалиден? Дали тука станува збор за двојни аршини? И јас имам таков печаток. Значи, за директорките, по кратка постапка, со барање информација од Америка, тоа како го викаат ето са, не знам, тој центар што е за TOEFL, добија информации дека тие господи не полагале и тие си добија, имаше и судска пресуда и се. Во овој случај некако многу се штити од сите страни, значи и начинот на водење на предметот во ДКСК беше така несоодветно воден, да речам со еден збор, а и сега и понатаму не е возможно вие на новинар да не му давате податоци. И е срамно, поради нетранспарентност, ДКСК да завршува со пресуда на управен суд, кој што вели морате да ги дадете податоците. Значи, тоа е недозволиво. И од овој случај ништо не научивме со сертификатите. Значи, не е само Бојан Христовски, можеме така да го крстиме предметот. Меѓутоа, факт е дека во Македонија има бројни лажни фалсификати. Не само за познавање странски јазик, туку и за високо образование. Да се задржиме на овие за странски јазик, така? Што се случи во парламентот, се сеќавате? Христијан Мицковски на Венко Филипче му ги даде еве ги од твојата партија лажните сертификати и предметот застана. Што значи тоа? Тоа е политичко пазарење. Иако, ќе кажам, и ова беше момент да се расчисти со лажните фалсификати, бидејќи јас сум сигурна и сум уверена дека и во двете партии, главни, македонски и албански, значи и во позицијата и во опозицијата, има луѓе со вистински сертификати. И има луѓе што со свој труд и го стекнале знаењето.
тие требаше да се изборат против лажњаците. Дали препознавате конфликт на интереси во овој случај? Имајќи во предвид поврзаноста помеѓу директорот Христовски и член на ДКСК? Да, апсолутно да, затоа што сите знаевме дека членот на ДКСК предава во таа институција. Значи се бара, очигледно дека бил, она во најмала рака требало да се иземе, а не да побара иземање, па комисијата да одлучи дека не треба да се, значи иземањето е личен чин. Таа требало да се иземе и толку и никако не требало да го работи тој предмет. Понатаму предметот е работен во оделение за судирен интерес, што е апсурдно, бидејќи станува збор за корупцијски предмет. Ме разбирате? Значи, има таму многу неправилности и мислам дека тука треба собранието, ако има интегритет како што треба, да си повика надзорна расправа. Ајде, повелете, објаснете како сте дошле до тоа што сте дошле до вашите увиди, какви сте ги направиле, какви наоди сте извлекле, што сте доставиле. Има право собранието на тоа. Меѓутоа, ништото. Каков е кредибилитетот на антикорупцијска денес, без разлика, дури ако се докаже дека актуелната председателка не сторирала кривично дело? И зошто, иако даде своја оценка дека во моментов не поднесе оставка, се уште антикорупцијската комисија функционира во вакви околности со низа на сомнежи околу нејзиниот капацитет и кредибилитет. Значи, тоа што не поднесе оставка нанесува штета на институцијата и тоа уште во првите коментари се погоди да бидам на интервјуа и јас си го кажав моето мислење дека на тој начин нанесува штета на институцијата. По мене требаше веднаш да се повлече, без разлика дали е крива или не крива. Тоа ќе си го докаже обвинителство, суд и така натаму. Требаше да има еден чекор, еден морален чин. Ме разбирате? Значи, требаше да се повлече. На овој начин го нарушува угледот на институцијата, факт е тоа. Така што мислам дека иако собранието пак ќе го порозвам собранието. Значи собранието пак е на потек. Таа има забрана за вршење на работите во ДКСК, нели, од страна обвинителството, а во законот стои дека собранието може да разреши член на комисијата во услови кога има забрана. Значи собранието има основа да изврши разрешување на председателката. Зашто не го прави тоа? И тоа е прашање на што нели се создава во јавноста. Така што во секој случај не знам дали постои друго место на светот вие да имате забрана од суд да работите, да не одите на работа и да земате функционерска плата. Кај го има ова на друго место во светот, ја не знам. Ивановска, кој е главниот генератор на неправдата? Ни се случуваат судски процеси, предмети кои со месеци се одговлекуваат, дел од нив застаруваат. Постојано зборуваме дека има многу ниска доверба во македонскиот правосуден систем. Се говори за разни модели за реформирање на македонскиот правосуден систем, а и натаму тапкаме очигледно во место. Значи, вака се првин, уште еднаш ќе потсетам на главните генератори за корупцијата воопшто, политичките влијанија кои што се плеткаат и во овој систем, во правосудниот систем, понатаму недоволната транспарентност, отсуството на интегритет или недоволно интегритет и неказнивост. Доаѓаме до неказнивост. Значи, зашто постои неказнивост? Нашиот систем, онака како што е пропишан во законите, и не е толку лош. Напротив, само му треба малце повеќе интегритет на луѓето кои што работат таму, за да излезе секако што треба. Ние правевме анализа, ја спомнав и преска, за ризици од корупција во правосудниот сектор. И имавме анкета што спроведовме со помош на мисијата ОПСЕ во Скопје и во таа анкета учествува повеќе од половината суди и повеќе од половината обвинители за да бидат податоците веродостојни. И тие самите се произнесоа, самите ја дадоа сликата, каква е сликата во правосудниот сектор. Тие самите кажаа дека трпат влијание. Дали било од суди од повисок ранг, дали било од председатели на суди, па дури и од политички структури. Не разбирате? Тие самите кажаа дека постојат ризици за одолговлекување на судските процеси поради дали било вештаци, дали било поврзаност помеѓу адвокат, обвинител, не знам.
милион причини изнесоа луѓето искрено, си кажа, бидејќи се беше анонимно, си кажа кои се проблемите. Тие заклучоци што излегоа од таа анализа сметам дека се добра основа за креирање, односно за подобрување на целиот тој систем. Инаку, членовите на судскиот совет имаат законска обврска да го следат работењето на судовите, односно на судиите во судовите. Дали тоа го прават? И секој, да, тоа сакав да кажам. Значи, секој член, според годишниот распоред, што го прави председателот на судски совет на почеток на годината, секој член има обврска да следи некаков суд. Ние не чувме до сега да се произнесе некој член да каже да во тој суд се работи вака, онака или не знам, нели? Да изнесе некакви податоци. Едно. А од друга страна пак и распоредот не можам да го најдам на веб страната на судски совет, да видиме, еве, сите, нели, јавноста што се интересира, вие медиумите да го истакнете тоа, кој член од судскиот совет за кој суд, нели, е надлежен да го следи. И тогаш да се добие, нели, ќе има транспарентност, па ќе се види, па ако тој суд некако неажурно постапува, ќе се види зошто овој што го следи не реагира, дали постои некаква поврзаност. Знаете, транспарентноста е најголемиот убиец на корупцијата. Ние мораме да бидеме потранспарентни ако сакаме вистински да се бориме против корупцијата. Секој што врши јавна функција има име и презиме. Има одговорност и надлежност да ја врши таа функција. Секој треба да подлежи на контрола како ја врши функцијата и да даде отчет за тоа. Тоа нас не недостасува. Благодарам за гостувањето и за интервјуто. Благодарам и на вас за поканата. Милјана Ивановска, поранешна председателка на антикорупцијската комисија. Дивоградбите сами по себе не може да се легализираат без обемна инженерска анализа. Што значи тоа? Значи, вие имате објект кој што не ги поминал процедурите како што секој проект ги поминува. Значи, имате проектирање, имате ревизија, па имате супер ревизија на Институтот за земјотресно инженерство или сега има и други институти, значи супер ревизија на конструкцијата,